let me win. But if I cannot win, let me be brave in the attempt. За прв пат во историјата на специјална Олимпијада Македонија имавме мешана Unified кошаркарска екипа. Тоа значи дека се представивме со момчиња и девојчиња, со и без попреченост во истиот тим. Ви ги представувам овие бронзани дечки. Здраво, јас сум Виктор Бошковски, кошаркар, репрезентативец на специјална Олимпијада Македонија. Јас сум Горијан Стојковски, играм кошарка од специјална Олимпијада. Јас сум Симона Деловска, Unified партнер на специјална Олимпијада Македонија. Јас сум Милосав Џелевски и играм кошарка. Јас сум Емилија Лазарова, Unified партнер по кошарка. Адмет Зуплак, Меха Адо, раперо. Јас сум Петар Петровски, Unified партнер во специјална Олимпијада. Јас сум Јане Никодиновски, тренирам кошарка. Се викам Филип Цветковски. Јас сум еден од Unified партнерите кои што оваа година ќе одат на светската Олимпијада во Абу Даби. Јас се викам Филип Ангеловски. Јас сум Радован Петровиќ и сум помошник тренер во репрезентација на Македонија на специјална Олимпијада. Јас сум Ана Котевска, тренер по кошарка. Јас сум Дејан Дојчиновски, тренер на екипата кошарка специјална Олимпијада Македонија. Кошаркарскиот тим е опасна екипа. Страсни играчи кои живеат со баскетот. Баскет играм 8-9 години. Мали нозе тренирав, го гледав Џордан на касети и од тогаш сакав да почнам да играм кошарка, дека имав талент. Сакам кошарка, оти ме прави среќен. И многу сакам да вежбам кошарка. Тоа ми е желбата за да можам да ги делкам на кош овие пезгада. И затоа, со еднаков жар тренираат за Олимпијадата што следи во Абу Даби 2019 година. Нашата екипа е Unified екипа кошарка. Имаме 6 атлети, 4 Unified партнери, 4 за Unified партнери, од кои што 2 се девојчиња, 2 машки. Подготовките течат одлично, се спремаме, интензивно работиме, знаеме кои ни се слабостите од минатата Олимпијада, сега работиме на тоа. Тренинзите наликуваат на тренинзите како на професионалци, потполно исто, нема некои разлики. Колективната енергија на тимот е одлична, има мотивацијата е на високо ниво, има дружење, има тренирање, кога работиме, кога се зезаме, али у принцип све е супер. Момциве имаат искуство од претходните летни олимписки игри на специјална Олимпијада во Лос Анџелес во 2015 година, од каде се вратија со сребро, па сега амбициите им се големи. Искрено имам високи очекувања и позитивни. Се надевам дека ќе видиме во првите 3, ако не и најдобри. Па јас прв пат идам со дечките негдека на патување. До сега сум многу задоволна од соработката и од дружбата највеќе. И се надевам дека така ќе си поминеме и во Абу Даби. Супер, двај чекаме да идеме. Ќе се вратиме или со злато или со сребро. Мислам дека ќе освоиме прво место. Дека ги требаме брек со коска и да им се реваншираме треба. Горд сум на овој тим. Очекувањата се да се представиме у вистинско светло, у најдобро светло и идеме на победа. И плановите пред и потоа не се остварија во целост, но овој Unified тим од летните олимписки игри Абу Даби се врати со бронза наградите. Се оглавала добро, само тоа беше многу потешко, тоа што се освои претходното да се одбрани, тоа е добро. Пак сепак и трето место што се освои, така да пак задоволен. Пак ќе памтам Олимпијадата по утакмици. Толку ја имам позитивни впечатоци од целата вкупната слика, почетокот од хоустаунот, се до игрите во Абу Даби, дружбата во теренот и надвор од теренот. Другите екипи можеме да ги тепаме сите. Се една такмица скочи многу јака, со женските многу топ беше, како унафа и со машките.
Ја мислам дека не бевме толку многу лоши. Па не. Мислам дека ние се боревме, пробавме максимум што можеше. И сега не може да тепаш секој ден. Нормално. Не можеш не да губиш секој ден. Не можеш да нормално, многу логички. Многу посебно искуство, специфично искуство каде што не се доживува сега. Убаво искуство во секој случај, преубава дружба со дечките. Имаше доста од нив научивме во секој случај, општо целата работа таму. Најразлични активности, не знам, новости, работи што ни кажаа да ги очекуваме, не ги очекувавме и се случија, не знам, најразлични работи, така. Па и ние бевме профи. Па не бевме многу лоши. Медалја си е медалја, така. Криво ни е што за малце ни избега, буквално за влакно ни избега. Златото можевме да го земеме, ама и ова е окей. Сите беа срекни, задоволни, реално добро поминавме. По што ќе ја паметат Олимпијадата? Убаво да ти кажам. Убава сала, имаше добро изигрување, се дружевме, искачавме, бевме у големиот град, кај што беше убавите згради, си правевме фотки и така, цела екипа. По искачањето на Филипчо терен. Без да повара измена зашто патика му се одврзала или зашто го удриле. Тоа беше едно од најинтересните дешавки на терените што се случува, додека игравме. Ама и дружбата надвор од терен. Ја мислам дека дружбата надвор од терен беше поубавиот, мислам, делот што повеќе како памтиме. Филип кога излагаше од терен, тоа е нешто што мислам дека стварно останува, пошто се смеевме многу пати на тоа. Пошто не само што излегуваше додека трае играта, него тоа беше излагање со трчање, затрчување и со гушкање. Тоа има снимки, е многу супер. Кога излегов од теренот, кога излегов со Деко, се налутил и одизлегов од теренот. И после се договоривме дека нема да излезам од теренот, кога не сум... Кој ќе нема да ти кажи тренерот. Да. Пошто ќе памтиме. Па добро. Израшењето е. Ја ќе памтам по тоа дека дотидовме од друга земја, друга култура, скроз различно од тоа што сме навикнати, али дружењето, нели? Идевме на базени, се шетавме, идевме. Иде по џамија. Идевме у џамијата, најголемата џамија посетивме. И така, се забавувавме и на теренот и ван терен. А џамијата беше? Топ, така. Врв. На овие игри тимот беше дополнет со девојки како Unified партнери и како тренер. Имавме Unified партнери девојчиња, а се некако што знам, али добро, убаво, сепак глобално добро, убаво се склопивме со, мислам, девојчиња беше не беа Unified партнерите. На терен си дававме максимум, се водревме. Супер беше. Да, изигравме убаво да ти кажам. Таму... Со девојките беа супер. Да, добро изигравме и со двајцата тие Пепо и Целе. И они добро играа со нас. Така. Симона, Емче. Ана е добра тренерка. Одлична е и е добра. И многу ја сакам како што е добра и паметна. Впечатоците за нивната игра веќе си ги средија, па можат да определат кој меч им е незаборавен. Секој надпревар си беше своја приказна. Да. На почетокот, нели, дур се навикнеме, беше малце така. Тешко, меѓутоа секој надпревар изаше подобро. Па со Индонезија. Со кинезите. Индонезија беше малце само по-незгодна, бидејќи беа физички многу побрзи, поспремни. Реално со сема ново искуство, игра каква до сега што не сме играли, иако сме биле професионални кошаркари, некои се уште се. Иако се многу критични за својата игра, Ферски знаат да издвојат кој одигра најдобро на терен. И Миро, и Виктор, и Адо даде све од себе. Горијан беше најдобар стрелец, не мислам него статистички дека беше најдобар стрелец. Најдобро изигра, мислам дека Гоки, Јас. Адо и ја. Па јас. Кога сите само малку повеќе може и Јане. Не биде со Пепо. Мислам дека Адо даде максимум и енергетски и секако. Исто така и Миро изигра многу добро. Јас мислам дека по високо ниво даде од тоа што го прикажуваше на тренинзи, мислам дека поише даде на утакмиците.
и се разбира и другите дечки, меѓутоа јас нив двајца би ги издвоила. И Виктор чисто стварно добро изигра. Шала на страна беше меѓу подобрите. Па сега кој се да? А за освојување на медал битна е мотивацијата која беше задача на тренерите и Unified партнерите. Дечките не знаеа како играчи со нив и сега одеднаш требаше да бидеме нели и во улога на тренери, малце по авторитет да покажеме према нив. Голема разлика е кога си партнер, си на терен и си со нив и можеш да смениш, можеш да направиш многу поголема разлика, а вака кога си малце од страна се осеќаш не толку способен у моменти да помогнеш, малце као ограничен си, пошто не си на терен, посебно ние сме навикнати дека сме играле. Пробувавме да правиме и, како и като на добар полицаец, лош полицаец, еден од нас, или пошто бевме тројца тренери, Рашо и Ана, некој од нас да биде во моментот со нив, да им даа подршка кога друг ги кара, за да не биде сите во исто време да ги караме или сите да ги фалиме. Постојано треба да се мотивира, да се ајде, идеме појако, се тоа, нешто. Не е како во секојдневната кошарка. Многу е поразлично и поубава енергија има на терен. Имаше моменти кога со некого посебно го тргнувавме на страна да збориме, затоа што секој е различен, секој си бара индивидуален пристап. Како Олимписките игри влијае на сите во екипата, кој од што, од кого научи? Мислам дека многу позитивно влијае врз мене и врз сите партнери. Многу не научија другаче да го гледаме светот и се разбира не само атлетите од Македонија, него општо како организација специјална олимпијада многу позитивно не Сам нивната желба за живот, за успех, како се борат, како напредуваат, сето тоа. За победа. Тоа е многу убаво да се види од страна не. Па првенствено повеќе се гледаме како целина, како повеќе тимски се гледаме, еден за друг, за да може да сите карики да функционираме како едно. Пред се другарството, значи без разлика на сериозноста на преборувањето, без другарството и со животот меѓу играчите не би постигнале никаков успех. Кога веќе се имаат 2 медали на врат, сребро и бронза, зашто денес атлетите, тренерите и партнерите волонтери на овој тим сонуваат? Здравија Боже, сега за 4 години Германија може ќе освоиме злато. Дај Боже. Ќе видиме. За злато велјам. Злато. За злато на наредните игри злато. Многу. Луѓето повеќе да дознаат за нас и за оваа организација и се разбира повеќе волонтери, повеќе луѓе што ќе се дружат со дечките и што ќе направат еден чекор поише. Unified кошарка има потенцијал сериозен спорт. Тоа е сериозен спорт. А златото како цел е поттик за комплетната организација посветено да работи. 4 години на семафорот живот минуваат за миг и вреди да се обидеме за такво поентирање, затоа што овој тим го заслужува тоа. Let me be brave, the attempt.